20 февруари, понеделник. Ајде да го испиеме заедно утринското кафе во сончевина, 60 минути само за вас. На ТВ Сонце и денеска ќе гледате добри содржини, интересни прилози и квалитетно гостување. Денеска во сончевина како наш гостин ќе се појави доктор Петров, човекот кој што е офталмолог и собственик на приватната ординација Визија. Ќе зборуваме за најновата метода на отстранување на диоптрија, насловена како ласик методата, која што е безболна, а ве прави од луѓе кои што имаат проблем со видот, ги сведува на минимум и потоа гледаме одлично без очила и без леки. Во продолжение на емисијата Сончевина ќе видиме и прилог Дали сте знаеле, прилог Семејство и се разбира, тука се сервисните информации и информациите од светот. 3130-137 и 3211-906 са нашите контакт телефони, преку кои ќе се чуеме со вас како наша публика со директно вклучување во емисијата, се разбира. Денеска докторот ќе додели 2 гратис прегледа во неговата одлична ординација и секако ќе чуете многу совети и начини како да си го решите проблемот со видот. Инаку денеска во хороскопот ќе видиме што звездите ни велат за денеска, 20 февруари, и секако ве поканувам во нашиот најнова трансформација, акција која што ја спроведуваме заедно со Сашо и Мики Ексклузив и Фенси, за девојки кои што сакаат да сменат нешто на себе, на својот изглед, нека се пријават преку sonchevina@tvsonce.com. Ајде сега со добра песна да започнеме и оваа добра емисија. Дами и господа, повторно со вас DJ Shorty P.A.K. Панчо, Андреј, ДНК, Врчак. Да се биде или не, прашање сега. Да се кучи или да се бега. Да, 1, 2, 3. Кој е тоа што покрај тебе лета? 245 во црна ракета, плави ротор, знај мене не ми смета. Спремен сум да се провефати мен. Гора, гуминака и крупна, бензин, воздух, мириса. Кога возам јас со неа, адреналин убива. На какви епи погледи ја следат, како лесбо си девојки ја гледат. Сите болци како мачење и предат, во сенка става се главна фаца. Навлечен на тебе сум ко дрога, ти ми земаш, укризирам кога не те има, паѓам во те.
фино освежување со добри девојки во овој видео запис. Гледам дека и колегите од режијата се освежија, богами. Одиме сега со една интересна сервисна информација од Македонија, која што е како практична во животот. Анкети за задоволството на здравствениот систем. Во следните 4 години Министерството за здравство ќе спроведува теренски истражувања за да го измери здравството и задоволството од здравствениот систем и врз основа на тоа ќе превзема мерки за подобрување. Проектот ќе трае 4 години, а со истражувањето ќе бидат опфатени околу 12.000 испитаници. Паралелно со овој ќе се одвива уште еден проект, така наречен Пациент, кој е замислен така што истражувачи во улога на пациенти ќе треба да оценуваат повеќе сегменти на здравствената услуга. Овој проект е планирано да почне да се спроведува од 1 март годинава, а за него е ангажирана ИПИС. Проектите ќе чинат околу 10.000 евра годишно или 40.000 евра за сите 4 години. Тоа е значи нешто што е итекако добро за народот да се изјасни колку е задоволен или каде во кој сегменти од здравството не е задоволен. Сега одиме со уште една сервисна информација, која што гласи британска премиера на Мајки. Филмот Мајки на Милчо Манчевски ја доживеа својата кинопремиера и во Велика Британија на 19 февруари. Артхаус киното Стратфорд Ист, која работи во рамките на киномрежата Picture House, организираше премиера во Лондон. На премиерата присуствуваше и авторот Манчевски, кој после проекцијата учествуваше во разговори со публиката. На премиерата присуствуваше и амбасадорката на Република Македонија во Обединетото кралство. После Лондон, Мајки ќе биде прикажан и во Брајтон, каде што режисерот исто така ќе учествува во комуникација со публиката. Манчевски ќе одржи и предавање на Филмската академија при Артс Коледж Универзитетот во Борнмут. Ова е едно од низата предавања кои тој ги одржува на филмските академии и фестивали во светот, ова и минатата година, меѓу кои ги посетил Гоа, Индија, Трст и Болоња, Италија, Минск, Белорусија, Тексас и така натака. Уште една сервисна информација за денеска, тоа е дека од денес ќе се применуваат новите регистарски таблички. Новите регистарски таблички ќе почнат да се применуваат од денеска во Скопје, а до крајот на неделава и во другите градови во земјата. Тие се согласно европските стандарди, поседуваат повисок степен на заштита од досегашните и ќе понудат комбинации со што ќе се задоволат потребите на наредните 2-3 децении. Цената на новите таблички е како и досега 1200 денари, со тоа што граѓаните нема да бидат обврзани да ги менуваат старите. Новина е што воведуваат регистарски таблички означени на поинаков начин по барање на сопственикот, но истите не смеат да бидат провокативни и неетички, а ова задоволство ќе ги чини 1200 евра. Значи, кој сака таблички со одредени надписи, реченици, зборови, тогаш ќе треба малку повеќе да плати, се разбира. Сега одиме во продолжение со нашиот дневен хороскоп да видиме што не очекува денес.
Дали сте знаеле колку далеку се ѕвездите? Дали некогаш сте си помислиле колку прекрасни ѕвезди кои светкаат навечер се далеку од нас? Одговорот за ова прашање е дека навистина далеку се од нашата планета. Далечината на ѕвездите не се мери во метри или километри, како што сите дистанци се мерат, туку нивната оддалеченост ја мериме со времето кое било потребно нивната светлина да стигне до Земјата. Светлината е најбрзото нешто кое се движи низ универзумот. Се движи со брзина од 300.000 километри во една секунда. Потребно е само 2 секунди за да се стигне од месечината до Земјата, а 8,3 минути од Земјата до Сонцето. Ѕвездите кои се видливи за нашите очи може да се десетици до стотици светлосни години далеку од нашата Земја. Светлината која пристига до нашите очи, всушност на таа ѕвезда и се случило пред многу години. Сонцето е исто така ѕвезда, но свети многу повеќе од останатите поради тоа што тие се премногу далеку од нас за нивната светлина да ја гледаме само како точки на небото. Исто така, некои ѕвезди кои се премногу далеку светат 50.000 пати повеќе од колку Сонцето, а некои пак кои се поблиску светат многу помалку од Сонцето, па затоа ни е потребен телескоп за да можеме да ги видиме. Кога оваа светлина ќе мине низ земјината атмосфера, се собира во една точка поради густината, температурата и така натака. Ако ги наблюдуваме ѕвездите директно од Вселената, тогаш би можеле да ја видиме вистинската светлина. Дали сте знаеле која е најкратката војна? Англиско-занзибарската војна се водела помеѓу Обединетото кралство и Занзибар на 27 август 1896 година. Траела само 38 минути и е најкратката војна во досегашната историја. Војната избила по смртта на султанот Хамад бен Туваини, кој соработувал со британските колонизаторски власти. Умрел на 25 август 1896 година, а неговиот внук Халид бен Баргаш ја превземал власта со државен удар. Британците во таа ситуација го посакувале за наследник Хамуд бен Мухамед, бидејќи верувале дека со него полесно може да соработуваат, па затоа на Баргаш му доставиле ултиматум за абдикација. На тоа тој одговорил со собирање на војска од околу 2800 војници и ја подготвил султановата наоружена јахта. Додека неговите луѓе ја поставувале одбраната околу палатата, британците го нападнале со 5 воени бродови, а на копно испратиле одред маринци кои требало да дадат подршка на околу 900 занзибарски војници лојални на британските колонизатори. Околу 9 часот наутро британците отвориле оган и за околу 38 минути го срушиле отпорот на Баргаш. Баргаш побегнал во германскиот конзулат каде побарал азил. Во војната загинале околу 100 војници од занзибарската војска лојална на британските колонизатори и околу 500 војници од војската на Баргаш. Дали сте знаеле колку е потребно да се произведе еден автомобил? Под произведувањето на автомобили, овде ќе помислиме колку време му треба на еден автомобил да биде составен под претпоставка сите делови да ни се на располагање. На почетокот кога започна производството, составувањето го правеле мал број на работници и им било потребно недели, некогаш месеци за да се направи еден автомобил. Околу почетокот на минатиот век, Хенри Форд, но и други производители почнале со линиско производство, каде што еден работник внесува одреден дел. Наскоро на една кола и било потребно само 1,5 ден да биде составена. Подобрувањето на ова линиско производство во 1916 година довело до производство од само 90 минути. Денес повеќето производители прават и до 50 автомобили за 1 час. Најбрзото производство се 100 автомобили за 1 час. Знам за се, ти не си крива, што сега те немам, што надолу гледам. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш,
i rad se da krevaš. Sunce ne me gre, kade zaminati od oči veteni, vrnat stari spomeni. Sunce ne me gre, sunce kade si ti, sam me ostavi, nebo ti mi zatvori. Na postela od snegovi spijam i toplina baram, no toplina nemam. Teško je da ljubiš pa begaš, da sakaš a nemaš i rad se da krevaš. Sunce ne me gre, kade zaminati od oči veteni, vrnat stari spomeni. Sunce ne me gre, sunce kade si ti, sam me ostavi, nebo ti mi zatvori. Мојот денешен гостин ни пристигна во ТВ Сонце и како што најавив, тоа е офталмологот доктор Сашо Петров. Добре дојде, докторе. Фала што издвои време за нас. Фала што ме прививте. Така, значи ги вклучуваме денеска и гледачите на 3130-137 и 321-1906 со цел докторот има желба, ете, да додели еден убав преглед во ординацијата Визија. Ајде најнапред кажете ни корените, што од каде почнувате со вашето едуцирање, со вашето осознавање во оваа област од медицината, каде се образувавте и слично. Медицински факултет заврши во Скопје, Универзитетот Кирил и Методи. На специализација продолжив во Париз и работев малку повеќе од специализацијата во Адолф Ротшилд фондација офталмолошка, една од најопремените во Париз, во Франција. Значи 5 години работев таму, се стекнав со многу контакти и пријатели. Но сепак можев да останам после специализацијата во Париз, решив во Македонија да се вратам и да дадам свој допринос за Македонија. Да. И така се запослив во војна болница, 96-та се вративме во Македонија, 97-та се запослив во војна болница. Работев до 2001 во војна болница, 4 години, значи скоро 4 години. И од 2002 ја отворивме Визија. Значи еве веќе 10 години постои Визија. Во почетокот постоевме ја отворивме во центарот на Скопје, блиску до италијанска амбасада. Работевме таму 2 години и просторот ни стана со време тесен. Решивме да инвестираме во поголем простор и се преместивме 2004 во Карпов 4. Морам да приметам дека ординацијата е по најсветски стандарди направена. Кој ја средуваше, навистина е убава? Па, мои беа идеите, затоа што од сите
болници, институции, секаде кај што сум влегувал во однос на просторот што го располагав тогаш, ја осмислив како што изгледа сега и мислам дека од пред 10 години се уште модерно се држи. Да, се уште е трендовски направено. Кажете ми, докторе, во вашата ординација покрај стандарден очен преглед, што све се третира и може да се најде како преглед? Како прегледи работиме се. Значи, од прегледи за наочери, воедно постои и оптика, така да пациентот е згрижен комплет од преглед до наочери, може да си направи свој наочери, па потоа сите прегледи, патологија, до имаме кабинет за страбизам, во кој што работиме со мали дечиња со страбизми, криви очи, слабовидост. Честа појава кај помалите дечиња. Ги обработуваме сите патологии, глаукоми, катаракти, работиме операции на катаракти, глаукоми и ексаймер ласер, значи ласерска корекција на диоптрија. Така. Со кого се соработувате, мислам, на светски докторски имиња? Па најпрво со Париз, затоа што дојка специализирав, контактите што ги направив се уште постојат и уште повеќе ги разработив, затоа што сега се изравнив со нив. Визија е на ниво на Париз и Париз ми е водечка звезда по која што ја се рамнам. Така да Визија работи по тие стандарди и работиме со Париз. Кратко време, 3-4 години, сепак не толку кратко, соработувавме со професори од Израел, од Тел Авив, посебно со едукацијата околу ексаймер лазерот. Така, иначе во Визија соработуваме со секакви можни надворешни соработници и соработуваме и со сите околни наши соседи, како Бугарија, како Србија, Хрватска, сите дошле сме оприлиле заедно и така да се гледаме на кој ниво сме. Одлично. Да видиме колку имаме на линија, значи веќе првото јавување е тука. Добар ден, до кого? Дали гледачот е вклучен и дали се слушаме? Може да ни дадете ваше име, да видиме што проблем имате? Добар ден. Така, добро. Сега кој ни се јавува? Се јавува во име на сопругата. Добро. Весела Дамјановска. Така, вие се јавувате од Ченто. Во нејзино име да изненадите, можеби. Дали има некој конкретен проблем, можеби, сопругата? Сакам да ви се захвалам на ваква емисија. Прекрасна водителка, прекрасна емисија, прекрасни гости, квалитетен гости наставам. И прекрасно име. Тебе сонце и сончевина. Тоа е оптимизам, ветрина и надеж. Сега до докторот сакам да прашам прво кај се наоѓа неговата ординација и за сопругата дали е можен преглед, пошто да гледа од близко, а телевизијата е млада, а телевизијата неговите титул не може читко да го следи филмот. Тоа ќе мора да го следиме за да може да ја гледа сончевина. Да. Така, нема проблем. Ви благодарам за вашето јавување. Пред се, зубавите зборови, вие ќе дадете своји податоци и ќе ве исконтактираме и потоа ќе одите во Визија со вашата сопруга, но да му одговориме еве за точно за локацијата на Визија, каде точно се наоѓа. Точната локација е Карпош 4 кај стара телевизија, местото на стара телевизија. Стари скопини знаат кај била стара телевизија. Така може да се. Сега е Телма позади нашите згради. Така, ете поздрав до Телма кога веќе ја споменуваме така. Кажете ми, доктора, има два метода на ласик одстранување на диоптрија. Која е разликата? Каква е едната, каква е другата процедура? Ласик е оператива, принципна операција за намалување на диоптрија која што се пронајде некаде 90-та година. И се почна со метода која што се нарече ПРК, фоторефрактивна кератектомија. ПРК даваше добри резултати од почеток, не се знаеа границите до која диоптрија може да се оди, но во наредните 5 години се искристализира границите и начините на кои што може да се прави таа операција, со тоа што ПРК беше метода која што на пациентите
им беше малку нелагодна заради заздравувањето на окото, кое траеше некаде 5 дена. И заради тоа што беа во главном 90% млади луѓе, заради отсуствувањето од работа, посебно на запад и така, се требаше да се најде нешто што ќе функционира малку побрзо и за кратко време може би да бидат функционални. Така, пред да предеме на втората опција на Ласикот, сакам уште едното јавување кое и последно да го вклучиме. Добар ден, до кого? Сега веќе се минутите за второто јавување, значи ете прекинавме со докторот на кратко, ве прекинав, извинете. Кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден, до кого? И дали може да се слушаме преку телефонскиот апарат, а не преку приемникот, за да можеме да не доцни тонот? Кој ни се јавува? Ало. Повелете, ве слушаме. Вашето име? Лилјана сум јас. Лилјана, како сте ни денеска? Дали имате некој конкретен проблем, можеби? Да, со детето сакам нешто да види за преглед. За преглед, во ред, тоа секако ќе добиете, значи да оставиме до тука да не откриваме повеќе проблемите, ќе видите со докторот директно во ординацијата, вие може да си ги оставите вашите податоци во режија и да не следите до крај за да слушнете уште поучни работи од оваа област. Поздрав до вас, пријатно. Поздрав. Ете така, значи тоа беше стариот метод. Да. Кој што стариот одзема... метод всушност се уште се применува. Се применува сепак можеби 50% во светот. Некои хирурзи не поминуваат на Ласик методата. Заради тоа што Ласик методата има во својата процедура еден дел на операцијата кој што подразбира правење на корнеален флеп. Значи, така, може од режија да пуштиме чисто анатомија на едно око, како изгледа, па да го доближиме до гледачите ова што го зборувам. Да. Ете, тоа е корнејата и корнејата во Ласик операцијата се засекува во предниот дел да се направи еден корнеален флеп. Ете, ова е фокусот кај што треба да се фокусира светлоста и се стремиме со операцијата на Ласик да овој фокус го доведеме точно во таа точка на ретината, која што се вика жолта точка. И кога фокусот е точно во таа точка, тогаш добиваме јасен вид. Значи, за таа работа мораме да ја модифицираме корнејата, најпредниот дел на окото, со кој што фокусот го поместуваме понапред или поназад во зависност од диоптријата. Ете, ова анимација гледаме тука анатомијата на окото. Предниот дел кој што е стаклен, луѓето не го препознаваат, не го гледаат, ali постои како стаклото на саатот од озгора на окото. И корнејата ги пропушта, ги собира светлосните зраци, па внатре следниот чекор е леќата, кој што ги собира исто, и се фокусираат позади на една точка. За диоптријата да ја подесиме секогаш во методот на Ласик или на ПРК, ја моделираме диоптриската способност на прекршување на корнејата или рожница на македонскиот јазик. Значи, со тоа што ја за миопијата ја истенчуваме, за фокусот да го вратиме назад, или кога се работи за хиперметропија, за плюс диоптрија, тогаш привидно ја здебелуваме. За да појаснам разликата што е во ПРК и еве тука на сликата се гледа миопија, значи фокусот е понапред од жолтата точка и целта е да го вратиме назад. Го враќаме назад со тоа што ја намалуваме способноста на прекршувањето на самата рожница. Тука се објаснува астигматизмот. Астигматизмот е пореметување во конфигурацијата на рожницата. Нормално ни е сферична, како топка, рожницата, како саатот, дојка астигматизмот е елипсаста, како рагби топка. И со операцијата на Ласик имаме за цел да во централниот дел од елипсаста ја направиме округла. Многу луѓе не им е познато астигматизмот, пошто немаме македонски збор, на што се однесува и не го разбираат. Ова е
добра презентација за тоа на кој начин астигматизмот го пореметува видот. Така. Докторе, болна ли е ова интервенција? Не, нити ПРК, нити ласик не боли. Анестезијата е со капки. За време на операцијата не се чувствува ништо. Со ласик методата го зачувуваме епителот на окото. И епителот, отстранувањето на епителот е тоа што боли. Кај ПРК операцијата, затоа заздравувањето траеше 5 дена. Епителот се отстрануваше квази 100%. И да зарасне тој епител назад му требаше околу 5 дена. Таму ставаме контактна леќа, терапеутска, и не ја вади пациентот 5 дена, доека внатре не разрасне епителот. Епителот е повеќе слоен плочест епител кој што има способност да се регенерира. Истото важи и за кога ќе се окрзнеме со прст или со нешто повреда на окото, регенерира за 24 часа, ако е малку, ако е многу, му треба 5-6 дена. Кај ласик операцијата, со отварање на капаче, го заштитуваме епителот и после операцијата, после интервенцијата на ласерот, го враќаме назад. Со тоа, оштетувањето на епителот е минимално и зараснувањето трае околу 5-6 часа. Значи, тие истите болки кои што пациентите ги имаат 5-6 дена кај ПРК, кај ласик траат 5-6 часа. Всушност не се болки, него е чувство на печење, на гребење, на како објаснуваат пациенти, како песок да има во очите, фотофобија и света светлото тие 5 сати. Али со ласик методата, после 5 сати завршуваат сите симптоми и наредниот ден веќе се 90% функционални. Колку трае? Колку време трајање има оваа интервенција? Па се прават секогаш двете очи наеднаш. И прво едното па другото, заедно може би трае 10 до 15 минути. Значи комплетно од пациентот доека влезе, доека излезе. Самата ласерска корекција, значи доека ласерот работи, е зависно од диоптријата, може да трае од 15 секунди до 60 секунди. Зависно од големината на диоптријата. Да. А кажете ми, која е припремната контрола? Значи, пред да еден човек нели реши да ја направи оваа ласик интервенција, сигурно треба некои анализи претходно да бидат направени. Што точно е? Да. Најпрво, ја гледаме општата состојба на пациентот, значи која е возраста. За операцијата на корекција на диоптрија морам да потенцирам дека е строго индивидуална операција. Не е операција која што ја правиме како катарактите, значи кај сите се оперисува подеднакво, млади, стари. Тука има огромна разлика која е возраста на човекот, значи маж, жена, значи се однесува за тоа способноста на окото за рефрактивна корекција и нормално самата диоптрија. Потоа гледаме дебелината на рожница. Посебно е важна дебелината на рожница затоа што со ласерот се истенчува рожницата. Без разлика дали работиме плюс или минус диоптрија или астигматизам, диоптријата, корнејата, рожницата ја истенчуваме. Нормалната дебелина на рожница од 500 до 600 микрони и не смееме да ја истанчиме под половина од нејзината дебелина. Така да долната граница не е зададена со тоа на диоптрија, а норма ако правиме диоптрии кои што се над 7-8 диоптрии, веќе сме условени од дебелината. Ако има дебела рожница пациентот, можеме да отидеме до минус 12 диоптрии. Така да баш тоа и сакав да ве прашам. Тоа мораме да го прецизираме. Рожници кои што се по тенки од 500 микрони, не ги правиме затоа што се работи за веќе анатомска пореметеност кај некој пациент. Од друга страна треба да направиме значи топографија на рожницата за да се види нејзината деформација, деформираност. Се прави со еден апарат кој што се нарекува топограф и тие податоци се пренесуваат во ласерот. Така да тука ги гледаме испакнатоста на рожницата, деформацијата, дали е цилиндрична, дали не. И со тие информации ласерот знае како да ја исправи. Значи анатомијата ако е пореметена да ја направи округла и да стане сферична, правилна сфера. Тоа е целта на ласерот.
покрај сите тие работи се гледаат другите патологии. Пациентот не смее да има многу сово око, не смее да има шеќерна болест, не смее да има претходни болести, заболувања на окото, посебно хронични заболувања, реуматични и така. Возраста на пациентите е од 18 до 60 години. Многу голема разлика има кај пациенти од 18 или од 18 до 30 години, пациенти кои што се од 40 до 60. Затоа што имаме од 40 до 60 веќе појавување на презбиопија, на неможност да се гледа блиску. И кај доста пациенти можеме да го исправиме тоа, али во светот се применува само еден начин, моновизија, едното око се прави за блиску, другото око за далеку. Али тоа е само во случај да има диоптрија на двете очи. Многу пациенти се интересираат дали можеме само диоптријата за блиску да ја коригираме. Ако пациентот нема никаква диоптрија за далеку, диоптријата за блиску изолирано, ако ја коригираме, ќе ја пореметиме диоптријата за далеку. Ова не сум го знаела. Да, така да мора да има диоптрија за далеку, да во таа диоптрија за далеку, коригирајќи ја опфатиме диоптријата за блиску. Значи цела една анамнеза мора да се види. Да, за секој пациент е посебно. Диоптриите за минус, веќе спомнав, се некаде од 1,25, 1,5, па до дека ни дозволува дебелината на рожница, значи до минус 10, 11, 12. Кај плусовите е ограничено, таму се работи од 1,5 до максимум 4,5-5. За 4,5-5. Да. Кај астигматизмите исто, од 1,5 до минус 4,5-5. Кај плусовите е најтешко да се направи корекција. Понекогаш и кај плусови кои што се комбинирани со астигматизам, тоа е најтешката комбинација и понекогаш имаме потреба да направиме два пати операција да се коригира како што треба. Затоа што лазерот во тој случај би требало да ја здебели рожницата, а не да ја истенчиме како кај минусот, диоптрија. Здебелувањето на рожницата е неможно, затоа што ние не може да додадеме ткиво на рожницата. И правиме привидно задебелување затоа што во центарот останува непроменета рожницата и ја ужлебуваме во периферијата и се добива само поголема кривина. Ја лажеме на некој начин природата и затоа тоа бара уште едно третирање. Бара уште едно третирање, затоа што рожницата има способност да кога ние ќе ужлебиме од страна да се распласне. И уште еднаш ако се направи, веќе она не може да се шири и сепак можеме да отидеме максимум до 4,5 до 5 максимум диоптрии во плюс. И тоа е добро достигнување, се разбира. Кажете ми во кои случаеви, значи или кои би биле причини да не може да се изврши една ластик интервенција? Ги напоменав сите постоечки болести, сите диоптрии над таа граница и под таа граница. Корнии премногу тенки, рожници премногу тенки. И значи диоптрии кои што се доста комплицирани. Има комплицирани диоптрии. Ние за секој пациент посебно тие анализи кои ги правиме, го анализираме случајот и за секој посебно објаснуваме дали може да ја вратиме диоптријата на 0, 100%, дали може да остане нешто или дали би требало уште еднаш можеби да се повтори. Една состојба е многу битна да се исклучи, а тоа е кератоконус. Значи тоа е конус на рожница. Тие пациенти имаат рожница која што со времето им се испупчува напред како конус. Центарот на таа рожница со времето станува тенок и се истенчува се повише со времето. Тоа е прогресивна генетичка аномалија и мораме да го откриеме тоа. И со сите прегледи правиме исто депистажа, откривање дали има кератоконус или не. Ако има кератоконус, не смее да се прави таа интервенција за корекција на диоптрија, затоа што истенчувањето понатамошно на рожницата, а веќе таа истенчена на врвот, може да доведе до пукање на предниот дел. Така да тоа мора да се пронајде ако има. Дури ако нема никакви симптоми, ние со апаратурата го пронаоѓаме од почеток уште пред да се појави како симптом. Колку задоволни пациенти имате испратено од визија? Дали имате некоја груба бројка вака?
принцип, за жал, немам статистика. Ексаймер лазерот го имаме од кога се преместивме во новите простори во Карпош 4, од 2004. Веќе, значи, работиме 8 година. И сигурно сме определен повеќе илјади луѓе и мислам дека се сите задоволни. Затоа што и покрај тоа што кај некои не сме имале максимален резултат, сме им кажале од почеток колку можеме да добиеме и пациентите се задоволни со тоа што ќе го добиеме. Бидејќи си знаеле на самиот почеток, тоа е најважно, да има знаат реалноста пациенти, до каде може да се дојде, а не има да... пациенти кои што имале минус 15 и сме им кажале дека не можеме да дојдеме до нула и се задоволни да им остане минус 5. Значи има пациенти и такви. Има пациенти исто во плусови кои што имаат плюс 10, па ќе го намалиме на половина и пак е задоволен. Како се третира пациентот после интервенцијата? Дали има некоја долготрајна можеби терапија или редовни контроли? Контролите се, првата контрола е веднаш наредниот ден после интервенцијата, потоа после една недела, после во наредниот месец можеме уште еднаш да се видиме и толку. Всушност, најбитна е првата контрола да видиме како заздравува окото, затоа што наредниот ден веќе тие се 90% способни за работа. Најчесто ги правиме интервенциите петок или сабота, за да може во понеделник да продолжат на работа. Како тоа добро звучи. За еден ден, викендот поминува и си гледам и си одиме на работа. Да, тие што можат, мислам дека е голема предност и многу пациенти не си веруваат самите себе си. Многу ми кажале после една недела, кога стануваат, кога гледаат и викаат, не, пак сум заспал со леки. Мислам дека со леки спиеле, па дека утре забајле кога ќе го тротот. Ова е буквално како да се исполнил неостварениот сон. Да. Секој што има проблем со видот знае како изгледа тоа и тоа е навистина мачно во животот. Меѓутоа, ете сега веќе медицината за се има решение. Докторе, кажете ми која е најрана возраст за откривање на проблеми со видот и кога би било пожелно еве ние како родители што имаме мали дечиња да ги донесеме своите деца на преглед, чисто рутински, нели тоа да биде за не дај Боже да се открие ако има проблем со видот? Па некаде веќе после втората или третата година. Зависи колку е мирно детето, можеме да им одредиме диоптрија да видиме како се движи. Посебно ако родителите веќе предпоставуваат дека може да има нешто, затоа што или двајцата имаат диоптрија, носат наочари, или имаат во фамилија. Или тоа е доволен признак да сепак да се посети офталмолог. Посебно се работи за деца кои што имаат разоркост, значи кои што имаат криви очи, да се почне што порано, затоа што резултатите се најголеми колку порано се почне. Дефинитивно треба да се почне пред 5 години. Ете апел до сите родители да не го занемаруваат овој преглед бидејќи е многу важен. Некогаш само генезата може да биде предзнак за нешто. Кажете ми кои се работи во ординација визија да ги спомнеме вашите колеги? Па ја работам со мојата сестра, Жанина Петрова, и има една докторка ортооптичар, плеоптичар, кој што работи за кривогледост и слабовидност на кај мали деца. Имаме надворешни соработници кои што повремено доаѓаат, али ние тројцата сме стални водители. Така. Поздрав до нив. Во наредната емисија во петок ми се чини така, ако издоговориме и собераме доволно материјали, ќе се дружиме со вашата сестра, доктор Жанина, и ќе опфатиме некоја друга тема од офталмологијата. Ви благодарам, го скршивме мразот во ова почетно првично ваше гостување, а се надевам дека и понатака ќе бидете дел од Сончевина. Благодарам уште еднаш. Благодарам вас. Така, во репризните изданија, значи кои што ќе одат вечер после полнок и саботното викенд издание, ова гостување ќе биде пропратено со многу повеќе видеоматеријали, затоа внимателно следете го и тогаш, а се годиме во продолжение со еден интересен прилог за семејството. Тајни на срекните брачни парови. Вашето срце се разнежнува секогаш кога ќе догледате насмејани пензионери кои се уште шетаат фатени за рака и се гледаат со заљубен поглед. Сакате и вие кога ќе наполните 60 или 70 години да бидете како нив. Тогаш јасно ви е дека секој ден треба да се грижите да ја одржите среќата и љубовта во бракот. Подарувањето без повод зборува многу за љубовта и посветеноста на брачните партнери. Еве неколку мали тајни на срекните брачни парови кои успеваат да ја одржат искрата во бракот. Бакнеш за пречек. Наместо со прашањата како купи леп,
Ги платили сметките? Пречекувајте го вашиот сопруг со бакнеж и прашања од типот како си и како помина на работа. Грижа за надворешниот изглед. Физичката привлечност е многу важна. Издвојувајте си време за да изгледате убаво и да го одржувате вашето тело во форма. Разубавувањето и физичката активност не само што ќе ви ја зголемат самодовербата, туку ќе му кажат на вашиот партнер дека сакате да изгледате и привлечно за него. Мили зборови. Кажувајте си, те сакам барем 2 пати дневно. Започнувајте го и завршувајте го денот со зборови кои ќе ја потенцираат вашата љубов. Подароци без повод. Многу луѓе повеќе ги ценат малите подароци подарени без повод, отколку оние подарени за родендени, годишнини и слично. Па не чекајте да дојде вашата годишнина за да го изненадите со нов комплет долна облека или билети за спортски надпревар. Подсетете се колку добро се чувствувате кога тој ќе ве изненади со мал подарок и направете го подарувањето без повод. Почеста практика во вашата врска. Раздели па уживај. Желбата за љубов, блискост и интимност со партнерот лесно може да биде убиена од презафатеноста со домашните обврски. Кога едниот партнер ги извршува повеќето обврски низ домот, кај него се јавува фрустрираност. Важно правило за среќен брак е да ги разделувате обврските. А ако тоа е маж, не значи дека не може и не знае како се брише прашина. Така ќе се ослободите и повеќе време во кое ќе можете да уживате и да ја негувате интимноста во врската. Дури и во најидеалните врски партнерите имаат потреба да поминат одредено време разделени. Тој има потреба да се излежува гледајќи спортски надпревара, вие имате потреба да излезете на кафе со пријателките. Не ги игнорирајте таквите потреби и не се обидувајте се да правите заедно. Стрекните парови не се заедно 24 часа на ден. Реален поглед на бракот. Стрекните парови не очекуваат секој ден да исполнет само со љубов, разбирање и хармонија. Тие знаат дека има и лоши денови, но знаат и како да направат тие денови да поминат побезболно и полесно да изгледат во нивните сеќавања. Проверка во текот на денот. Зошто да треба да чекате да се вратите од работа за да дознаете како му минал денот на вашиот сакан? Колку и да сте зафатени, одделете 2 минути и јавете му се за да го слушнете. Може би тој има срекна вест, па и вас ќе ви се разубави денот. Може би има тажна вест и му е потребна поддршка и охрабрувачки зборови. Во секој случај, телефонскиот повик на средината на денот ќе ве одржи многу поблиски отколку што можете да се замислите. Фокусирање на позитивното. Ако се трудите да пронајдете работи кои вашиот партнер ги прави неправилно, сигурно ќе пронајдете многу. Ако се фокусирате на пронаоѓањето работи кои ги прави правилно, повторно ќе пронајдете многу. Се зависи од вас и од тоа како сакате да ги гледате работите. Срекните парови се фокусираат на позитивното.
оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. За оние кои во својата чинија очекуваат да добијат гурманско богатство од вкусови, дополнето со забава и музика. За оние кои уживањето во храната го претвораат во уметност. Ресторан Порта, населба Аеродром. Контакт телефон за резервации 2 400 010 и 078 33 70 33. Беше тоа се од денешното издание на Сончевина, понеделнички. Се гледаме ние утре во истиот термин од 10 часот со нови содржини, нови прилози и нови гостувања, се разбира. Нашата имейл адреса sonchevina@sonce.com. Очекувам пријавување на млади девојки кои сакаат да направат трансформација со помош на Сашо и Мики ексклузив и со помош на Fancy студиото кое што ќе се погрижи за мејкапот и стајлингот. Затоа девојки 31301337 и 3211900906. Вас ве поздравувам. Останете доколку немате што друго да правите на ТВ Сонце, а ние утре во истиот термин закажуваме средба. Чао!